под котика Коки те моли да почнеш да грееш силно за да можел да оди на излет во шумата. Засвет! 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 Еве, Снежана, гледај колку убава пољана. А и сонцето силно свети и грее додека славеот ни пее. Му благодарам на сонцето што ете баш за нас свети и излезе онака како што ти ни вети. Што е, Црвенка, па волко да не иде кажи ако е така да бегаме и ние? Леле, работата е многу лоша, па како можат, природата толку е добра, па дрвата. Пеме песна, песна еколошка, од природата бараме прошка. Чичко Александар! Чичко Александар! Кажи, Коки, што е работата? Еве, Чичко Александар, нас ни краде од куклите. Кој? Па мислевме дека со другото мало, ама како што вели Филип, не фатем Рамија, поголем од Кадија, решивме да поставиме камера. Така е. Да го фатиме крадец. И за жал нема поверувате кој е. Дај да видам. Еве. Ај. Ај. Абе, баба Паца да ти? Баба Паца, значи, месечар, клептоман. Видја ти, баба Паца. А ништо, добро. Вие си ја завршивте работа. Другата работа јас ќе сега. Куклите ќе ви бидат вратени. Да си знаете. Куклите ќе бидат вратени. Ха! Дечки, еве потекам. Земете се стапави, удирајте кога одите. Така бегаат змиите. Благодарам за советот. Ама зашто ги оставаш девојчињата последно? Еј, да бе. Диспира, како се викаше мисијата? Загубеното богатство. Значи ќе се збогатиме. Не знаеш, може би се работи за некакво поинакво богатство? Не, свато ќе биде. Идеме!
Пак немам оружје. Еле, пештера! Дечки, гледајте. Гоце, знаеш ли го да црташ? Јас не знам, ама Јана знае и таа ќе ни нацрта се што треба. Нема. Зошто? Зашто не ми даде да го земам македон? Што ти е тебе, ма? Кај ќе не собереше? Гледаш дека е гурен колку термо печка. Па што ако сега ќе не бранеш? Коки, ајде смири ги. Луѓе, ајде молам не се расправите. Јана, следната мисија ти ветувам дека ќе го земеме Македон. Па ако сака нека порасне и колку фризидер за длаво. Да, сигурно ќе го земем. Ама сега, ајде молам нацрта. Добро. Коки, а што треба да црта? Овие хиероглифи, мора нешто да значат. Нешто се за богатство, за таква работа. Ќе видиме, треба му ги испратиме на научникот. Како, кога рабробилот ли е таму? Некој ќе отрча до рабробилот, ќе ги скенира и ќе му ги испрати на Чичканаун. Кој ќе утрча на Дождов? На кој ќе му се падне? Ајде да се изброиме. Пу. Фауна или флора, бројанка вај спора, цвеќе или заед да победи кој е најар. Па се мене ми се паѓа. Па и мене ми се падна да цртам. Па ти помолчи и цртај. Ај не почнувајте пак. Гоце, ако сакаш јас ќе одам, ама ти оган да запалиш. Од каде пак јас знам оган да запалам? Добра, ај ќе одам. Луѓе, мене ми е малку страв. Дај ми го часовник. Ама подарок ми е. Имаш ланче? Ланчето нема шанси да ти го дадам. Мислиш дека ќе го продадам на бит пазар? Се што е метално треба да извадиш. Грми надвор. Металот привлекува громови. Ако те перне, ќе те снема. Значи се јас овакви опасни работи правам. Да. И секогаш опасно јадеш по 3 сандвича. Не ми се верува. Си земал сардини од дома. Што е бе? Треба сила да има човек, за да отрча до рабробилот и назад. Те гледам, цел си мускул, ама малку ти се трес. Леле, доста се расправате. Готова си. Фала Богу, само ти ја кочиш ми си јава. Чао, отидов. Дечки, овој се искрши. Бато, како си? Добар си? Ништо не ми е, вежбам брзо легнување. Кај сте ви, индијанци? Не сте пали огинот, а? Мокри се, Чичко Ловџија. Што кажа? Мокри се, Чичко Ловџија, мокри се. Ама сте накиснале, а? Како мрени, што вика тато. Вие ли пукавте преска? Ние пукавме. Да не се уплашите, а? Не, татко ми е Ловџија. Ау. Татко му е Ловџија.
Е, како да не богатство? Бикот бил богатство, утот мудрост. Значи две богатства. А вие ли пукавте прееско? Да, бе, Машко, да. ние. Леле, како се оплашихме. До тука ползевме. Некои полза, а некои не полза. Тоа не е важно. Да видиме што е тоа со богатството, а? Е, супер што сте тука. Ако има многу злато, таман вие ќе го дигнете. Еве, јас ќе мерам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Чекај, 10. чекај. Оди ти стопли се кај огнот, ние ќе копаме место тебе. Што има тука? Дај го вам. Ковчеже. И од каде ви е ова со богатство, да не е некоја играчка, а? За научник ми го кажа. Нечечко ловджија, немојте тука да пукате, немојте, ќе оглуваме. А каде додам, бе, девојче? Малце надвор. Ајде, не бамбори, ајде изнеси го. Гледаш дека се плашат деца, ајде. Тебе па ти, Божем, ќерка ти е. Ајде, оди. Добро, де. Што е ова, бе, глупости? Некој е ливче. Јас мислев злато. Што пишува чичко ловџија? 10 стапки се пат од светол блесок кој може слепотија да донесе. Оној што гледа, арно да види. Оти само така можеме да сме заедно. Ете тоа пишува. Леле, поезија. Што бе поезија? Суртук еден. Од злато се живее, не од поезија. Што им викаш на децата? Гледаш дека научникот е крив. Тој ги излашал за златото. Е, не е чичо крив. Куцка, се оплачеш, бе? Ми се јаде чичка овдија. Па ете, изеди ги конзервите. Нели се носеше конзерви со сардини? И изедов. И јас сум гладен. Господа ловџи, дали ќе бидете толку добри да ни уловите нешто за јадење? А во меѓувреме, ние ќе го побараме вистинското богатство. Бидејќи чичко нам научникот никогаш не греши. Мајката, па да ни избегате со златото, а? И да сакаме, господине, не можеме тоа голем ковчегот. Како ќе го носиме? Добро, вие не се секирате, ние ќе одиме, ќе ви донесеме нешто за јадење, па после ќе видиме дали научникот бил во право. Па нема вие да копате злато? Така ли е, бе, дечки? Не ми зборувате? Тебе. Што ми шедаш као некој тигар во зоолошка градина? Од преска те гледам. Така си ода. Ми стои. А може ли за мене да уловите еден зајар? Мајката, да не сакаш и пржени лепчиња од дива свиња да ти донесеме? Добро, не знаев свинете. Не може така, кога се оди на лов, се знае. Што ќе ти се падне, тоа е. Сега, Буцко, сега ќе идем. Ајде, оди. Сега ќе дојдем. Луѓе, брзо да го ископаме богатство. Пошто овџиве ми се сомнителни. И мене ми се сомнителни, ама каде да го најдеме богатството? Еве, јас измерив 10 чекори навам. А зошто не измери 10 чекори натаму? Зашто роговите на бикот се свртени на оваа страна. Ајде ја побрзам. Мораше да им кажеш дека сме ползале, дека се сме направиле. Од каде да знам, бе, ми се јаде. А дај да земи, попе тука. Леле, дечки, ова нема шанси да го извадиме и да го пренесеме до Рабробилот.
И сега што да правиме? Јавувај му се на чичкот. 27, 23, тинтири минтири. Тинтири ментировци, како сте? Ало, Чичо Наум, најдовме огромен ковчег со богатство. Ловджиите ќе се вратат и ќе го земат. Како да го пренесеме во Равробило? Еми, деца, снајдете се. Јас можам да ви кажам само тоа, дека мисијата се случува во денешно време. Враќајте се што побрзо, зашто родителите ви се многу бесни. Некој повторно крадел во подрумот. А сега да си го дотерам читачот на мисли. Ама ни помогна, леле мори мајко. Што мисијата ни е во денешно време, тоа значи дека... Тоа значи дека можеме да дојдеме кога сакаме и да го земеме богатството. Токму така. Ајде да затрупуваме. Изгледа овчиите уловиле нешто. Ајде да закупаме и да ги почекаме, да къснеме нешто. Тоа значи дека треба да побрзаме со закупувањето, а дома ќе јадеме гоци. Дислоцирано следување, активирај координати на помошна писта. Што е тоа дислоцирано? Тоа значи дека нема да слетаме во подрумот, туку на помошната писта. Дислоцирање значи преместување. А која е помошната писта? Еве, ја гледам. Помошната писта е нашата улица. Па сите ќе да видат. Имам уште 20 секунди. Деспина, брзо врти му на чичкот. Чичо, како си? Што ти се случило? Ништо, кажувај. Треба да слетаме на помошната писта. Сите ќе не видат. Многу ви гајле. Ќе помислат дека сте налао. Неидентификуван летечки објект. Баш е гениалец. Ќе мораме да го камуфлираме. Коки, ќе го паркираме зад зграда и ќе го покриеме со гранки. Важи, држете се, слетуваме. Луѓе, Енело, Александар Марсовци. Не врешено, јас пијам, ти се опри. Абе, како Енелове, какви глупости, какви бакрачи. Ама, како какви бакрачи видов? Видов експлозија и децата ги видов. Оној, Коки на Благоја возеше. Кој Коки, бе, кој Благоја? А тебе, јагле, рот моноксид ти удрил во глава. Што е, бе, деца? Бе, фатија? Не, ама имавме принудно слетување. И Равробилото оштетен. Вие да сте здрави и живи. Ами, Гоце не го гледам? Еве го. Заспал. Добро, не грижете се, ќе ви направам најнов модел. Со него ќе можете да патувате и на други места. Сега сте веќе одлични тинтриминтирџии. Човек сега може да ве пушти и во странство. Ајде сега сите по дома и да се одморите, да се наспиете. Ајде.